се наметна наратив дека ние вработените во културата имаме огромни плати и притоа тој наратив го наметнаа оние кои што земаат 10 пати поголеми плати од нас. Се наметна наратив дека ние земаме исклучително големи плати и тоа се наметна тој наратив од луѓе кои што реално земаат помали плати од нас, но наместо да се борат и тие да го достигнат нашето ниво, тие се борат тоа што ние сме го постигнале да ни го одземат. Да, па ќе се борат за да ви го одземат тоа што вие сте го постигнале, заради тоа што кај нас важи школата, не преку труд и преку докажување да направиш авторитет и квалитет, туку преку кодошење да го уништиш оној што е подобар од тебе за ти да бидеш над него. Кај нас нема такмичење на идеи, интелигенција, труд, не. Кај нас е кој поише може за другиот да искодоши, за овој подобриот да клапне, за овој полошиот да иде напред. Тоа е менталитетот кај нас и тоа е точно што го кажа. И ова важи и за еве и за ситуацијата со бранителот. Зашто ја не го оставам тоа ВМРО СДСМ? И мизерно. Многу малку народ сме за да се делиме по сите овие основи. Ние дури сме поделени на основа Петар Мажар Орбан. Ние сме поделени на основа Украина Русија, Иран Америка. Само за да се мразиме. Ние имаме потреба патолошка да се мразиме. Да викаме дека тој што седи до нас е поглуп. Затоа што така се чувствуваме дека ние сме го паметни, го кажеме дека тој до нас е поглуп. Таква потреба имаме. А многу малку народ сме. Ние сега да ќе се раздвоиме, имаше и една друга ситуација. Не, има еден глуп човек кој што мисли дека е политичар, кој што вика дека треба на пример промовира идеја за граѓански устав. Поубитачно од граѓански устав за овој народ и за оваа држава нема. Бидејќи граѓанскиот устав предвидува бришење на македонскиот народ од било каков официјален документ во светот. Единствен официјален државотворен документ во светот кој што потврдува постоење на македонски народ е нашиот устав. Ние сега по тоа ќе се поделиме. Мизерија сме. Не е до политичарите. Не се криви политичарите. Народот е крив. Ују па вика ќе ве оддоночиме. Законот е донесен инаку за оддоночување од 2019 година. 20 луѓе. Родителите на студентите не излагаат да протестираат. Дел излега. Како мислите тоа? Дека држава ќе правиме? Со бамборење само на Facebook? Така нема држава?